Драги гледачи, драги слушатели, добродојавте во новата епизода на подкастот на Слободен печат. Јас сум Боријан Бојчев, а денес ќе зборуваме малку за еден феномен кој секојдневно ги преплавува социјалните мрежи, медиумите и мозоците на сите луѓе. А тоа е вештачката интелигенција, како и неколку други интересни теми во врска со IT секторот во Македонија и во светот. Мој гостин денеска може би е и човекот кој најмногу се разбира од вештачката интелигенција во Македонија, човек кој неколку години веќе работи со овој феномен, неговото развивање и се понатаму. Господин Стојанчо Туџарски, добре дојдовте назад во студиото на Слободен печат. Вие веќе еднашка бевте гостин во ова студио, но тоа претходно беше во емисијата Утрински печат, каде што имавте можност да поразговарате малку за вештачката интелигенција, за вашата работа, за IT секторот и натаму, но имаме сега шанса малце подлабоко да навлеземе во оваа тема, па еве за најпрво да започнеме со вашата работа, односно проектите кои ги имате во последно време. Како оди работата и кои се најважните проекти за вас во изминатите недели? Добар ден до сите. И ја користам приликата да ви се заблагодарам на можноста да бидам со вас заедно овде. И наистина ми е драго што сум овде и што ќе правиме муабет за темата која ми е моја лична пасија и хоби последните 14 години. Инаку за проектите, вработен сум во моментот во Innovation. Тоа е компанија која е домашна, која мал тим сме на луѓе, кои правиме софтвер за мониторирање на срце со помош на снимање на EKG со wearable device и кој автоматски со помош на вештачка интелигенција проценува дали мониторираниот човек е во некоја животно загрозувачка ситуација и автоматски се генерираат алерти. Рековте дека 14 години работите со вештачката интелигенција, но претходно кога нешто пребарував за вас и кога со колегата Мите кој ме препорача, кога го прашував него за вас, ми рече дека љубовта кон математиката му била нешто најидеално и нешто што највише го сака во своето детство. Па како одлучивте всушност да се занимавате со вештачката интелигенција веќе 14 години, иако за многу мина е се уште нов еден феномен во светот? Со првото прашање, математиката е основа на вештачката интелигенција и колку и во моментот да имаме еден вау ефект врз сите овие најнови придобивки што ги гледаме, дали со Midjourney, дали со DALL-E, дали со ChatGPT, GPT-4 и така натаму. Сето тоа има многу одамна востановени математички основи кои лежат во статистиката, во областа на статистиката. Математиката, љубов на прв поглед, уште од своје 6 оделенија, од книгите на татко ми, од неговите учебници по математика на Машински факултет, од кој тој учел. И малку по малку стигнавме до пред 14 години, кога за прв пат почнав да навлегувам во тајните на вештачка интелигенција. Тогаш се викаше data mining, па machine learning, па recommendation systems и така натаму. Пред 14 години беше популарен Netflix recommendation prize competitionот и читајќи scientific научни трудови на таа тема, реков ова е вау. И пред тоа што сум и дипломиран софтвер инженер на ПМФ, некако многу природно дојде спојот на вештачка интелигенција како математика плюс софтвер еднакво на идеален пресод. Да. И така се најдов себе си таму и од тогаш тоа ми е пасија и веќе 14 години скоро да немам прочитано книга или некој надпис, паселно, што излегува надвор од таа област. Ние како помлади генерации, секогаш како додека учевме, студиравме,
секогаш си велевме кај ќе биде светот за 20-30 години, ние во раните 2000-ти секогаш велевме до 2022, не знам, ќе имаме летечки автомобили, возила, не знам ти како, што све не. Како вие го гледавте во тие години додека студиравте, како ја гледавте технологијата во иднина, како би била, може би и сега како ја гледате за, да речеме, 20-30 години од сега? Ако додека студирав, ја гледав иднината од гледна точка на развојот на технологијата, баш како што ја пишав. Меѓутоа, што во моментот се случува е многу далеко од било што можеше да се предвиди. Не додека студирав, туку до пред 6 месеци. Она што во моментот се случува, сите ги остават до таа мера запрепастени, што веќе луѓето зборуваат за најголем пробив во историјата на човештвото после откривањето на тркалото на огненот. Работата детена до таму да пред неколку дена господинот Джефри Хинтон, дословно, literally speaking, креаторот на вештачката интелигенција, онако како што денес ја познаваме и со сите нејзини вау ефекти, си даде отказ од Google за да почне јавно да збори за вештачката интелигенција и да кажува работи кои не се во интерес на неа и на Google, а може би и на човештвото. Оно што имаше едно фантастично интервју со него, на фантастично разборлив јазик за нетехничка публика. Тој објаснува зошто во моментот GPT-4 е по-добра машина за размислување од човечкиот ум. Да, тој него и по медиумите баш јас читав за него го нарекува кумот на вештачката интелигенција, да. Од него и неговото backpropagation почна се. Сега тој во тоа интервју покажува дека де факто и тоа го кажува со конкретни и лесно разбирливи примери. Дека тој е креаторот на backpropagation алгоритмот на тренирање на невронските мрежи, на вештачката интелигенција, меѓутоа човечкиот мозок не работи така. И тој покажува исто така низ примери дека backpropagationот е подобар од начинот на кој функционира човечкиот мозок. Да, и тоа беше доста интересно за следење, бидејќи чим еден таков човек, еден креаторот на вештачката интелигенција излегува и кажува некој таков став, е наистина интересно, и што имаше и една, не ми текнува како се викаше баш господјата која исто така беше на основачите на друг систем на вештачка интелигенција, која велеше дека не треба да се шири паника околу тоа како ќе се развива вештачката интелигенција, бидејќи многу медиуми пишуваат токму за тоа, дека многу луѓе ќе изгубат работни места, дека ќе се замени човечката сила и сето тоа. Дали навистина држи вода, народски кажано, тоа што многу луѓе ќе изгубат работни места, дека вештачката интелигенција ќе го замени човекот, или пак сепак мора да има некоја граница кај што ќе се рече доста е, нема веќе да го развиваме ова и ни избега од раце. Дали постои некоја таква граница сега за сега? За постоење граница не стана ни збор. При тоа што кој тој што ќе каже доста е. Ако каже некоја владена институција или компанија, која е гаранцијата дека некоја друга владена институција од типот на Пентагон или кинеска армија нема да продолжи? Јас гарантирам дека ќе продолжи. Понатаму, ако Америка или целиот западен свет стават мораториум на забрана на вештачка интелигенција, Кината нема да го направи, ќе продолжи сама за себе. Дефинитивно, како многу други работи. Точно. Ако Google и Microsoft се подписници на таа петиција и Тесла, јас гарантирам дека внатре in-house тие ќе продолжат со работа на вештачка интелигенција. Така да таквите иницијативи се потполно беспредметни. Сега ако збориме за она што доаѓа и што ќе се случува, а сето пак ќе кажам беше незамисливо пред 6 месеци. По некои проценки во моментот 60% од
од работоспособното население на човештвото на планетата Земја работи во услужни дејности. Од кога се појави GPT-4, направи таков решон во главите на луѓето. Нели првото вау, после тоа ајде сега да видиме што стварно го знае, па ајде да видиме стварно како ќе пројде на некој наш испит за прво за средна школа си, па за факултет ли, и се покажа дека GPT-4 проаѓа полага испит за доктори на амерички факултети. GPT-4 знае колку што треба да знае амерички кардиолог за да влезе во операциона сала и да почне да оперира луѓе. Па да, тука ми беше и прашањето следно за злоупотребата што може да правите. Најчест пример е се студентите, учениците, значи злоупотребата во самото училиште, значи со тестови, полагања. Како ќе може тоа да се справи според вас? Таа злоупотреба не само во училишниот сектор, туку општо е и на политичката, кога зборуваме за политика и за едно и за друго светските сили. Како може да се заштити обичниот човек од тие злоупотреби, бидејќи сигурен сум дека ќе дојдат со развојот на вештачката интелигенција, дека како и во секој хорор филм што се вели, секој е добро на крајот завршува, можеби сега не гарантирам дека ќе заврши со лошо, ама најчесто завршува со лошо. Како може да се заштитат од било каква злоупотреба на лични податоци или на било што? Никако. Никако. Причината е едноставна. Ако некој види што може GPT-4, секој ќе го користи. Нашите деца дома веќе е реалност дека своите домашни задачи ги пишуваат со GPT-4. И тоа е реалност. Имаше неколку обиди да се истренираат нови, бидејќи човек не може да препознае auto-generated текст од нешто што е природно напишано од човек. Тоа човек веќе не може да направи разлика, таа дистинција. Туринговиот тест одамна пробиен. Се појавија модели на кои задачата им беше да ги препознаваат таквите автогенерирани текстови. И тие модели miserably failed. Поезијата на Шекспир е прогласија за автоматски генериран текст од невронска мрежа, така да што се понатаму. Да, многу и авторски дела и слики, текстови на крајот што се генерирани и песни, многу познати музичари баш читав дека се жалат од вештачката интелигенција дека прави песни во нивно име, но дека тие всушност воопшто не се поврзани со таа песна, вештачката интелигенција им креира некоја песна за во нивно име, исто и со сликари, кога некој ќе напише на било која, дали е тоа ChatGPT или GPT-4, кога ќе напише на слика ми некоја слика, некоја фотографија, тоа како што работи секоја вештачка интелигенција, собирајќи илјадници и милиони податоци, генерира некоја слика од познати уметници кои потоа уметниците велат па ние зашто работиме кога веќе може нашите дела да се копираат вака. И тука имаше интересен спор, мислам дека во Франција беше, каде што уметници познати велат почнуваат петиција за тоа вештачката интелигенција мора да има некаков начин да се регулира со тоа како нивните фотографии нема да се копираат, дали тоа ќе биде некој потпис на секоја слика или слично, така што овие со тие плагијати и со тие лажни фотографии, слики или што и да е, песни, навистина ќе биде интересно да се следи како ќе се одвива, како ќе се развива светот понатаму со вештачката интелигенција. Го споменавме неколку пати ChatGPT и GPT-4, па на луѓето што не знаат, да им објаснам малце како работи еден четбот. Пред да спомнавте едно многу интересно тема. Луѓето не знаат како се справат со авторските права. Да. За да луѓето во западната цивилизација, мислам тука на Западна Европа, на Америка, сватат и научат како се справиме со ова, мислам дека Mission Impossible не може. При тоа што треба години и децении
научни трибини, расправи како за да сватиме како да се справиме со ова што го имаме сега, го немавме пред 6 месеци, и додека се до тоа се испроцесирани низ јавноста и низ тие трибини, ние уште не знаеме што све следно ќе искачи. А меѓутоа кинезите имаат еден многу, па не сум дали да кажам подобар, меѓутоа поефикасен механизам. Тие донесува закон со кој се вика дека било кој контент кој ќе се објави дали во пишана, дали во дигитална форма, на било кој начин на интернет, ако е добиена со алатка на вештачка интелигенција, мора тоа да биде означено на јавно место. И толку. Кинезите на тој начин го реши. Со декрет. Секогаш наоѓаат по лесен начин кинезите некако за било кој работи. Па некако во овој конкретен случај тие се по мене поефикасни. Бидејќи едноставно немаме време за јавни дискусии, трибини и расправи од 10 години кога не знаеме што ќе се деси кроз 6 месеци. Сега за тоа како ја креира, за тоа како ја користиме вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција треба да разбереме дека всушност сето она вау што произлегува од неа не е ништо повеќе од една обична, многу софистицирана и многу брзо испроцесирана математичка статистика. Применета врз огромен волумен на податоци во реално време. И толку, end of story, тоа е тоа. И ChatGPT, GPT-4, сето тоа автоматски генератори на текст. Како ние тоа ќе го користиме? Ние имаме алатка. Како што имаме точек и треба некако да го користиме, па го користиме за нешто добро. Исто така како што имаме сите и ножеви дома, па ги користиме за сескање на краставици, а може да имате некоја друга понесакана употребна вредност. Да. До нас има сега се појавува еден друг проблем, тоа е alignment проблем. За да ние не знаеме како на вештачката интелигенција да ја кажеме што да прави. И на Стенли Кјубрик тоа перфектно добро го има опишано, меѓутоа сомневам дека барем јас тогаш не го разбрав тоа во неговиот филм Одисеја во свемирот 2001, каде што Хал, бродскиот компјутер, застранува поради контрадикторни инструкции од луѓето. Од една страна тој беше учен дека не смее да ги лаже луѓето, така беше трениран, така беше створен, за да пред луѓето да тргнат на тајна мисија, му биде кажано дека тој не смее на луѓето да им открие причината за нивната мисија. И тој одлучува дека најоптимално решение за да се исполни задачата е да ги убие луѓето. Тој е alignment проблем. Значи, ние ќе кажеме вештачката интелигенција, меѓутоа исто како да сме, например, друг пример, креираме вештачка интелигенција на која и даваме за задача да го намали бројот колку што е можно повеќе значи бројот на ноќи, на денови проведени на пациенти во болници. Ако ја ставиме неконтролирано таа да се извршува задачата, никако не можеме да знаеме дека таа вештачка интелигенција ќе дојде до заклучок дека за да го намали бројот на наоѓања во болници, таа на одредена група на пациенти едноставно ќе ми исклучи кислород. Така да, тоа е тој alignment проблем со кој мораме многу внимателно да се носиме и тука е вистинскиот проблем во користење на вештачката интелигенција. Па да, дефинитивно има многу предизвици верувам во креацијата на вештачката интелигенција, но мене ме интересираше еден процес како оди процесот на креирање на еден AI. Значи, зборуваме како започна сето тоа за вас пред 14 години кога верувам сте работеле на првиот проект, првиот случај со вештачка интелигенција, па малку да ја објасниме и на јавноста како всушност се одвива едно креирање на еден чатбот или на еден AI систем поврзано со овој случај. Чатбот пред 14 години не постоеше. Чатбот е нешто за кое почна да се зборува пред
5-6 години во смисол на AI. Всушност, првиот четбот е Елиза. Тој четбот направен со да на определени прашања да дава одговори, меѓутоа е rule-based. И тука рачно ги кодираме. Доколку сретнеш некое прашање во кое ќе се појават овие клучни зборови, тогаш одговори на овој начин. Имаш спремен одговор, во тој спремен темплейт за одговор, замени ги определени зборови, тоа е одговорот. Тоа е Елиза и тоа е четбот. И тоа е вештачка интелигенција. Меѓутоа, ова што денес се случува не може да се спореди со тоа. Ние, пример, како помали на компјутери кога игравме на интернет, тоаш како прв четбот може би беше, имаше една игра се викаше Акинатор, каде што буквално ти поставува компјутерот прашање и ти одговараш, мислиш на некоја славна личност или глумец или фиктивен карактер, било што, и буквално играта ти поставува прашање дали е машко, дали е женско, дали е глумел во серија, глумел, дали е пејач, на други буквално со тоа толку бевме воодушевени за потоа кога читав, всушност повеќе малце кога се заинтересирав за што е Акинатор, верувам многу од наша помлада публика го правела тоа, ја играла таа игра порано. Всушност тоа да ти било од Википедија, ги земале сите податоци од Википедија што ги имало и така тоа те прашува за твојата личност што си ја смислил и само од Википедија ги вади одговорите и така ги намалува и на крај доаѓа до тоа еден одговор, а тоа толку беше фасцинирачки за нас како помали. Та верувам така работат и другите четботови. Па, малку се покомплицирани. Сега веќе збориме за чат GPT има 175 милиарди параметри. GPT-4 мултимодален, значи како што процесира текст, процесира и слика, и тој веќе има 1,5 трилиони параметри. Така да, малку покомплицирано, меѓутоа пак се сведува све на едноставна статистика, нивното тренирање, математички objective optimization проблем, минимизација на лос функција, сите научни основи за тоа се многу одавна поставени, освен една. 2017 година група научници од Google објавуваат пейпер All You Need is Attention. Од таму почнува све. Што сега го знаеме како GPT, GPT-2, BART моделот, кој Google многу брзо го усвои го инкорпорира во својот search engine, па дојде нели GPT-3, GPT-4 така натаму. Со тој научен труд тие ги удира темелите на ова што сега го знаеме. Тоа искомбинирано со backpropagation на Джефри Хинтон и го имаме ова што денес што го имаме, за кој Джефри Хинтон самиот тврди дека ова резонира подобро од луѓето. И тоа објаснува, не го кажува тоа емоционално без да го објасни. Има многу релевантни факти кои никој не може да ги побие и со кои го подкрепа своето мислење. Многу е интересно исто така за вештачката интелигенција, кога веќе збориме, кога поврзуваме со политиката, малку за регулирањето на вештачката интелигенција. Споменавме накратко, но сега малце повеќе да навлеземе. Како можат државите, го споменавме Пентагон, Кина, па да речеме и Македонија да ставиме во овој кош, како можат властите да се справат со регулирањето на вештачката интелигенција, односно да се одбранат и самите себе, пример, во моменти кога имавме пред неколку месеци, сега малце поразличен примерот со доверливите американски документи кои протекаа од Пентагон, па нешто слично такво, но со развојот на вештачката интелигенција тоа може би уште полесно ќе дојде до протекување на некои такви доверливи документи кои секогаш владите не сака да им се случи. Како може да го регулираат ова владите било кој во светот? Дали некои закони кои ќе може да го ограничат користењето на вештачката интелигенција или не знам, немам идеја како би.
не може да се контролира употреба на нешто што го имате, што може да се купи во првата трафик, како нож. Како е ефикасно е да регулирате користење на ножеви? Исто и овде. Значи, не е проблемот во ножот како нож, проблемот е во оној што ќе го користи и што намери има да користи. Сега, кои се потенцијалните проблеми, кои се многу реални, видете што се случи со америкските избори, како Трамп дојде на власт и како Брекзитот беше изведен. Со многу софистицирани манипулации. Не може би само поради нив, меѓутоа со оглед на целата фама што се дигна околу нив, најверојатно одигра улога и тие. Па тие манипулации, како што тогаш беа изведени, тоа беше пред само колку години. Да. Такви манипулации денес се изведуваат во рок од неколку секунди применети врз цел Facebook или LinkedIn или Twitter. Се видите која е реалната опасност. Да. Не за кажа. Еви социјалните мрежи, например, Twitter почна да користи се повеќе ботови во има пример ми излезено на неколку коментари во неколку ретвитови како AI generated ботови кои само што е да му пише корисникот, тој му враќа. Социјалните мрежи исто така играат голема улога во вештачката интелигенција и во ширењето на секако на дезинформација околу неа. Како може, докаде може да оди според вас вештачката интелигенција, како може да се развива? Рековме пред 6 месеци никој не очекуваше да го имаме ова, сега што го имаме, вака, чисто како очекувате вие да се развие во наредниве 6 месеци? Дали може тоа да отиде на подобро, на полошо? Какви се вашите гледишта за ова? Следите како мој личен прво за вештачката интелигенција и незината улога во социјалните мрежи и ботовите. Кога Елон Маск го купи Twitter, тој тврдеше дека 90% од акаунтите се вештачки и се ботови. Може не се 90%, може се 70%, може се и 50%. Меѓутоа и 30 многу се премнеко. И 30% се премнеко. Сега замислите да речеме 50% од сите Twitter акаунти да се контролираат од едно централно место со вештачка интелигенција. И ако таа вештачка интелигенција веќе е доволно паметна да знае како психолошки да манипулира со секој човек, имајќи ги во предвид неговите постови на Twitter и како да му упатува точно персонализирани пораки за да го насочува свесно неговата психичка состојба, тогаш соберете да видите. Имаше еден многу интересен, од професионална гледна точка интересен, меѓутоа по мене многу лош експеримент од Facebook пред неколку години, кога Facebook издвои една целна група од 400.000 своји профили, да види докаде може да оди манипулацијата со психичката состојба на тие профили. И тие 400.000 профили беа поделени во две. Во една група 200.000 на кои им беа пласирани на врвот кој се во браузер, кој се најават тие корисници, среќни новости, а на другата која ќе им бидат пласирани по сентимент негативни новости. И после неколку месеци следење на постовите на луѓето во тие групи, се испостави дека потребни се само неколку дена за да сентиментот на нивните постови отиде во алайнмент со содржината што им се пружа. Начинот на тие технологијата за таква страшна манипулација пред неколку години кога беше изведен тој експеримент, веќе ја имавме. Меѓутоа денес таа е доведена до совршенство. Бидејќи денес веќе може да се прави од машина која работи подобро од човекот. И нешто што работи подобро од човекот, ако му кажете манипулирај го човекот, таа машина сигурно ќе го направи страшно добро тоа. Само посакајте, само дајте им моќ. Да, и го имаш готов продукт. Тоа ние баш кога коментиравме за вештачката интелигенција и со колегиве и во емисија кога сум разговарал,
токму новинарската работа, јас како новинар се поставува прашањето дали вештачка интелигенција може да го замени новинарот, нели секој си почнува од самиот себе како ќе биде погоден од некој феномен. Искрено моето мислење беше дека новинарската работа не може да се замени од вештачка интелигенција, може да се замени, може тоа ова модерно новинарство кое го имаме, copy-paste новинарството, што веќе интересно беше што некои медиуми веќе во Америка така и функционираат сега, не се некои по-релевантни медиуми, но има медиуми кои со генерирани текстови само функционираат така на тој начин што сами креираат содржини, земаат содржини од релевантни медиуми како е CNN, BBC, ги зимаат од кај нив, само ги преработуваат на еден начин и ги објавуваат. Тука еден голем проблем се појавува тука, тоа е борбата со дезинформациите која има новинарството во последниве 10 години со развојот на социјалните мрежи и со развојот на технологијата општо. Малку се сакав да се навратам на Македонија и на наша општество малку. Јас како млад човек од тие генерации касни 90-ти, моите генерации, речиси секој втор, ако не речиси секој студент веќе одлучува да студира дали програмерство, дали нешто во врска со технологијата. Вие сте веќе подолго време во вештачката интелигенција. Колку младите во Македонија сакаат да работат со овие? Вие често на социјалните мрежи објавувате со работа со млади, со работка едно друго. Колку младите сакаат да работат токму во овој дел од IT секторот? Многу млади сакаат да работат IT. Мој личен впечаток е дека тоа е поради платите кои моментално се даваат на вработените во оваа област. Многу од тие млади сакаат да работат веб дизајн, преди тоа што тоа им изгледа податно, полесно, нема статистики, нема математики, им делува како easy money. Тоа е мој личен впечаток. Се не знам дека грешам. Да, многу деца се запишуваат токму на веб дизајн, а некако и побарувачката, мислам секако за сите сфери од IT светот, сите сфери се барани, но некако веб дизајнот можеби најлесно ги привлекува младите, кога што рековте, нема математики, нема некакви... Да. Сега, вие начнете една друга многу интересна тема, тоа е заштита од плагијат. Секој збор излезен од устата, под наводници, на ChatGPT, GPT-4, не е ништо повеќе од многу софистициран плагијат. Тоа го тврди Ноам Чомски. Ноам Чомски по мене човекот знае да што збори. И му верувам. Така да плагијаторството постоело и постои. Сега проблемот со плагијаторството е тоа што е толку многу лесно се направи плагијат, што е застрашувачки. И меѓутоа целиот тоној, знаете што е проблем со тие автоматски генерирани текстови и слики? Немаат вкус. Безлични се, без вкус. Најобични common sense работи кои се како да кажам, еден GPT-4 е уствари averaged human being. И кога ќе прашате GPT-4 или ChatGPT со убаво срочен промпт, прашање, тој ќе ви одговори како што некој average human би одговорил. Меѓутоа тука нема ништо ново, ни зрак на нешто, на некоја креација. Од GPT-4 не можеме да очекуваме да си постави прашање самиот себе си, што ќе се случи ако јавнам фотон и што ќе гледам околу себе. Па тоа си го поставил тоа прашање си поставил Ајнштајн и дошол до теорија на релативност. GPT-4 тоа риски не. Знаејќи како работи, GPT-4 тоа не може да си го постави. И нема.
Да. Сега, кај ја гледам иднината на новинарството. И воопшто на сите овие професии што се бават со генерирање на контент. И ја гледам во поставување на аналогија од типот на еве имаме храна во продавници, имаме домати кои се волкави, еден домат тежи 1,5 кило, меѓутоа внатре нема вкус. И имаме органска храна, кило органски домат е 10-20 пати поскап од тој огромен домат, добиен у аранжери, со хемикали и така натаму, меѓутоа тој домат има вкус. И моја песимистичка проценка е дека во светот ќе надвладеат, дека на интернет ќе надвладеат автоматски генерираните содржини и дека по број луѓето како раса веќе не може да се надпреваруваат со машините во генерирање на њусеви, на постови, на слики, industrial content creators. Луѓето веќе нема шанси во оваа област. Меѓутоа, оно што се уште машините не можат да го прават е правење на нешто ново, нешто до сега невидено. И по моја проценка, така ќе кажам, искрено не се осеќам доволно компетентен за да давам такви проценки во област новинарство, кај што не се, мислам, комплетно надвор од моја компетентност, меѓутоа, оно што ја би очекувал наивно да се случи е да се појават весници во кои ќе се објавуваат само рачно пишувани надписи и за нив ќе се плаќа многу. И нив ќе може да се ги дозволат само оние кои денес плаќаат домати $100 килограм. А сите ние други обично ќе конзумираме домати од 1,5 што чини $1,5. И често ќе бидеме дезинформирани за некои работи. Да. И манипулирани и точно тоа е. Исто така интересен проблем, феномен, ние сме го зборувале често, исто и deepfake алатката. Deepfake-от често наседнуваат и политичари, и спортисти, глумци, пејачи, било кој често се жртви на тој deepfake, на таа deepfake алатка со која се представува лажно нешто за нив. И таа манипулација, како што рековте вие претходно, не е од сега, не е нова, но со развојот на оваа вештачка интелигенција мислам дека само дополнително ќе се развива. Имаше пред неколку месеци баш снимка од некој настан, беше токму со војната во Украина и со такви некои слични настани каде што токму Зеленски го има представено како излегува пред телевизија и вели Украина капитулира, губиме, нема шанси да победиме, Русија победува и на крајот после 10 на минути 15 бројни медиуми, сега пак ќе речам нерелевантни, но бројни медиуми го објавуваат тоа видео со еве претседател на Украина излезе, кажа што кажа, без да проверат факт-чекингот што е клучен за медиумите, и тука е таа битка за дезинформација. Се тоа ја го гледав во научно-фантастични филмови додека студирав. Денес тоа е реалност. Тоа е најинтересното. Мене тоа најмногу ме фасцинира тоа што некои работи кои како деца сме си ги мислеле дека никогаш нема да се случат, дека се, не знам, вакви компјутери, такви телефони, како што велите вие, тоа е сега реалност, тоа стана се реалност. Сега не доживеавме да имаме летешки такси, а меѓутоа што може би подобро. Подобро, дефинитивно. Меѓутоа, пак ќе кажам, толку многу застрашувачки брзо се развива целиот овој наплив на веќа интелигенција, што е застрашувачки. По друга страна па ми делува дека едноставно е unsustainable, толку брз напред, дека моментално јаваме на еден талас, кога тогаш тој талас ќе удри по Карпе, како што се случи со GPT-4. Имаше најави дека се тренира и дека до крајот на годината ќе биде дотрениран GPT-5, па после тоа OpenAI самата си
се каже, не, сопрено е со GPT-5, за да после тоа објаснат дека де факто проценили дека веќе нема со зголемување на бројот на параметри, на неврони во тие вештачки мозоци, веќе не се добиваат мозоци што се поквалитетни, туку дека еднината во поспецифицирани помали мозоци. Така да можеби, а и се надам искрено дека овој наплив на новини и на прогрес ќе забави, за да сватиме точно со што си имаме работа, не дека се плашаме од тоа дека ќе биде злоупотребен. Ќе биде злоупотребен. Ако некој сака, ќе биде злоупотребен и од тоа нема шаре. Да сватиме како оние што не сакаме да го злоупотребуваме, како да го употребиме на прав начин. Да, тоа е најбитно, како и секогаш и за секоја работа, секоја добра работа во светот, секогаш постои малцинство на луѓе кои секогаш ќе гледаат некако да манипулираат, да прават некои проблеми со тие работи кои во главно треба да служат за доброто на општеството. Ме интересира мене, ги споменавме многу пати ChatGPT, GPT-4. Која е разликата во главно е на луѓето кои не знаат дали како функционираат, што е различно меѓу овие два четбота? GPT-4 не е чатбот. Чатбот е нешто, еден чекор понест, за да биде појасно. Значи, GPT-3 е, сега ќе се обидам да го симплифицирам, ама на начин како што јас го разбирам. Значи, GPT-3 е машина на која ја давате низа од 1023 зборови и таа е тренирана на начин да ви го даде најверојатниот 1024 збор. И на база на експонираност на целиот тренинг сет во текот на тренирање. Целиот тренинг сет во моментот е еднаков на целата дигитализирана човечка творба. Сите надписи дигитализирани се експонирани на GPT. На GPT-3 и тој што ни учи. И може тоа да го прави на стотина јазици. Англиски најдобро, бидејќи тука е бајасот, најуниверзален, има најмногу контент на тој јазик, меѓутоа разбира и македонски и многу други јазици. Мислам дека се околу 110 јазици, ако не се лажам. Може не се меѓутоа приликата и ранс. Значи тоа е GPT-3. За да добиеме чатбот. Чатбот е имаме едно ниво над овој енџин. Тоа ниво треба да памти контекст на разговорот. Значи, ако јас ви прашам едно прашање, ви ми одговорите, па јас ви прашам друго прашање, ви ми одговорите така натаму, и ако јас во текот на нечев одговор спомнам дека имате деца, ако на крај на разговорот јас ги кажеме пријатно, поздравете ги децата, посакајте им све најдобро, тогаш тоа е веќе контекст. Значи, ChatGPT има едно контролно ниво над претходно поставените текстови упатени двонасочно, се ги памти и секој следен одговор го базира на ново поставеното прашање, меѓутоа имајќи ги во предвид и претходно поставените прашања и одговори. Тоа е ChatGPT. GPT-4 нема е намената за да биде чат engine. Значи, меѓутоа има 6 пати повеќе параметри, подобро е трениран, претпоставам подобро, уште нема техничка спецификација како све точно е трениран, претпоставам дека подолго е трениран и дава поточни одговори на точно поставени прашања. Меѓутоа нема можност да памти што е све кажано. Ова пак се пополнува со алатки кои се AutoGPT и така натаму, веќе следува бран на такви алатки кои го користат GPT-4 да ги попунат празнините во функционирањето
на кој некој му текнало да ги имплементира. Така да скоро GPT-4 ќе игра и таа улога. Да, тоа ми беше и следно прашање. И Алфабет вадат работат на своја вештачка интелигенција, на свој GPT, свој чат GPT. Илон Маск исто така најави дека ќе прави свој четбот, така да овој налив на четботови некако премногу ги зазема најбогатите, најмокните компании во светот. Имаше баш и за околу Google, кога го спомена веќе и Alphabet, тие сака да го заменат нивниот со search engine-от, односно со Bing-от, што е да го заменат него со една многу помодерна верзија. Каква е иднината и за search engine-ите во овој случај, бидејќи тие ако сега најактуелни се search engine, односно вештачката интелигенција, пред 10 на 15 години најактуелни беа токму тие search engines како што е Bing, Yahoo, Google. Каква е иднината за нив, за search engine-ите во споредба со вештачка интелигенција, како тие ќе се градат во споредба со нив? Не беше многу убаво. Конкретно не за Google. Овде исчекот направи Microsoft, со тоа што внесе чат GPT, го стави малтене на тацна на корисниците на својот Bing пребарувач и тој го успешно, многу успешно сетина дела го фати моментот. Имаше моментум во кој се појавува нешто ново, нешто драматично, што може да се мени нешто многу драматично. Во случај и во ситуација кога Bing има удел во сите пребарувања од 5%. Што и да направи, не може да загуби. Од Google, од друга страна, целиот бизнис модел, Google тоа живее од презентирање на реклами на корисниците на неговиот search engine. И тука е инноватор дилема, дали треба нешто да се промени, ако тоа доволно добро функционира, што ако се промени во насока да се забега во канибализам, во селф-канибализам и така натаму. И Google тука малку ја успори работата и тука профитираше, не знам колку употреби збор профитира, бидејќи Microsoft сум убеден дека оди во огромни свесно загуби, нудејќи го GPT-3, бидејќи GPT-3 е многу скапа играчка. А во моментот го користат стотици милиони луѓе. Така Да. скапа играчка. Сега што ќе донесе? Што ќе донесе ова? Bing ви ќе покажа што ќе донесе. Значи го прашувам Bing на начин како што човек би прашал друг човек, тој ми одговара одговор, како што другиот човек би возвратил со одговор без околу classified text. Да. Така да во ова игра Google е очигледниот губитник, меѓутоа ќе видиме што ќе случи. Можеби тој ќе излезе со нешто уште поубаво. Дај Боже. Па дај Боже, да, бидејќи сепак и Google како прв една од најголемите компании на Microsoft секако. Исто така беше доста интересно да споменаме и Twitter мислам дека во овој сегмент, каде што бидејќи и Twitter можеби исто така свесно губеше, и Маск самиот кажа од кога дојде тој на чело на компанијата, Twitter загуби многу милиони долари, така што, но тие затоа избрка многу луѓе, затоа и многу останаа без работа и заминаа по други компании, така што и Twitter е како можеби една од најкористените социјални мрежи во Америка, контроверзан за многумина. Маск направи многу промени, но ете и Twitter и Google некако како да им стана јасно дека мора да соработуваат со дали е тоа OpenAI, дали е било кој друг, така да мислам дека ќе биде доста интересно, секојдневно излегува нови информации и за Google и за политиките на Twitter, така да ова е многу интересен случај за следење. Мислам дека најубаво е да се вратиме малку и на нашава земја и нашиот IT свет.
како што напоменавме претходно, многу деца, многу луѓе млади сакаат да студираат IT, да станат инженери, како што сите од дома им велат оди таму се парите, таму ќе станеш човек, што се вели, но имам чувство дека има, како од надвор кога ги гледам IT фирмите, имам многу пријатели, многу другари и роднини кои работат во IT фирми, вака од надвор кога ги гледам, како IT фирми да се борат со голем број на неквалитетен, недоволно квалитетен кадар. Како ти го оценуваш, дали има голем квантитет, а мал квалитет? Мислам дека тоа е сериозен проблем за IT фирми во Македонија, зборам. Па мислам дека да. И тоа не само во Македонија, секад. Дали е тоа како за конкретно нашиот пример, дали е тоа поради лесното завршување на факултетот или пак многу млади па и без факултет се вработуваат, аплицираат по некои фирми, ги земаат на пракса, па потоа после 3-4 месеци ги бркаат и ги отпуштат или пак ги вработуваат по потоа. Кога стана збор за факултетот, во некои професии факултетот е многу баран. Едноставно без него не се може. Никој нормален нема да вработи хирург во болница без диплома, дека знае да оперира луѓе. Тоа е нормално. Во IT светот е многу другаче. Во IT светот доколку човек нема нема своја желба самиот да истражува што све се случува и самиот да учи и да чита новини на дневна база што се случува во IT светот, тој човек што и да го научат на факултет, после година две ќе стане неупотреблив. Да, ама така и проблемот, многу луѓе постаат, сега не мора ни факултетот, то баш за оваа сфера е многу, да речам, добро што има и многу, ако некој не учи доволно, има многу надворешни компании, школи и курсеви кои младите може да се запишат и што се вели со еден курс да се стекнат со секако недоволно искуство и недоволно знаење за да се вработат и да бидат квалитетен IT експерт, но мислам дека и овие курсеви играат голема улога во тоа, и школи играат голема улога во тоа. Знаете за да има помалку празни муабети, ги трнам од себе. Имам завршено 2 факултета, машински и ПМФ. И јас ниту на еден од нив не одев на предавање и на вежби. Доаѓа испити, кампањски ги учев, ги положував, многу огромен дел знаењето за тие испити за да го положам испаруваше од глава. И тоа факт, се признам. Она што ми овозможува моментот да се обавам работата, не е знаењето стекнато од факултетот. Туку она што сум го прочитал вчера, завчера, некои експерименти што сум се направил на своја рака. Тука е знаењето, бидејќи во IT светот толку многу брзо и толку многу динамично се менуваат работите, што ако не ги следите година, две, вие сте веќе outdated. Во сферата на AI, ако не видите што се случило последните 2 месеци, 3 месеци, вие веќе сте out of context. Да, тој IT свет иде многу брзо, да. Но мислам дека меѓутоа сепак, извинете што ги прекинам, меѓутоа сепак мислам дека некако можеби сум biased. Меѓутоа верувам во имање на диплома. Ако ништо друго, дипломата барем мене ми е показател дека некој има доволно енергија и желба и нерви и само дисциплина да го изгора целиот тој процес на здобивање на знаење, како и да е, за да добијат таа диплома. Барем тоа. Да, и тоа е нешто што треба да се вреднува. Еби во вашиот конкретен пример, како што кажавте, вашиот личен пример, вие сепак сте имале таа желба и љубов и пасија кон оваа наука. Пример, младиве сега пак многу тргнуваат со тоа, како што кажаме претходно, има пари таму, ај ќе се запишам. Па
малте не да не знае ништо Ова година на Финки се запиша 1200 или 1400 нови студенти. Колку од нив квалитетни ќе излезат през 4 години? колку од нив ќе завршат прва година, исто така ќе ја пројдат првата година, исто и тоа е интересно прашање. А поразително е па кога ќе се јас правен факултет завршив, кога ќе се иде па на УКИМ, колку ќе се запишуваат на правниот факултет или на економскиот факултет, тоа е навистина поразително бидејќи бројките се под десетици студенти на правни студии, што е навистина поразително кога пред 15-20 години верувам дека немало доволно место за да се соберат сите на амфитеатрите на правниот факултет, така да и тоа за жал убаво е да си има една сфера кај што младите ќе бидат посветени, ако на вистина младите не само од финансиски аспект, туку и од љубов и од пасија ќе работат некоја работа, би било многу убаво, но еве не ми се верува дека иде натаму овој тренд на студенти. При мене, за жал на таквите студенти, тие се во моментот заменливи со GPT-4. Таков медиокритет студент во моментот out of blue, во овој момент GPT-4 ќе сработи подобро од него работат. Да, така е, и не само во IT секторот, туку и во сите и во различни афелија, примери во новинарството, оние што се дескаџи, што се copy-paste новинари, тоа ќе биде заменето или во банкарството или во не знам. Сите така наречени white collar професии се предистрибување. Да, најверојатно тоа нема да се случи месец, 2 година, 2, мито за 10 години сигурно. Да. Сега што ќе се прави со тие луѓе кои ќе останат на улица, тоа веќе државата треба озбилно уште сега да планира што ќе прави со нив. Дали ќе биде universal basic income, дали на некој начин ќе се реши меѓутоа толкава армија на луѓе што седат дома, а немаат прилив на средства, е малку проблем. Од друга страна нека уведат и universal basic income. Толкава армија на луѓе што седат дома и без да прават ништо по цел ден, добиваат све што треба стајано на тацна. Може би сум песимист меѓутоа како едноставно човештвото не е еволуирало за во таква ситуација, човекот не е трениран да се справи со таква психичка состојба. Како што нашата еволуција мене не ми тренирала, јас во моментот со сати да седам во столица и само моите пати, работите на 10 дома ги гледам. Тоа е некако фиксабл. Има вежби, одиме со децата по физиотерапеути, кичмичките и ги исправуваме некако. Меѓутоа земете вие милиарди луѓе седнати дома, кои ако треба нешто да се напијат Кока-кола, ќе земат Кока-кола, ако им треба за јадење хамбургер, universal basic income ќе си го дозволат. Нема да кренат глава од гледање автоматски генерирани телевизиски серии, филмови, бидејќи веќе се снима, бидејќи веќе кој што се генерира автоматски текст, слики, така и видеа се генерираат. И почна да излегуваат и првите sci-fi филмови изгенерирани од машини. Вие само ќе седнете ќе напишете сакам вака контент, видео по ова сценарија, притискате ентер, кроз 2 дена филмот е готов. Тоа е навистина интересно да се следи и кај младиве. Интересен пример давате со иднината, каде ќе завршат тие луѓе. Секогаш трендовите се следат кај нас, може малку закаснето е IT светот, IT афелата малку е понапредна во Европа и во Соединетите Американски држави, кај нас малку подоцна започна тој студентите масовно да студираат, да се запишуваат на тие факултети, па ете да се надеваме дека за 10 години ќе излезе некој нов тренд во светот, некој поразлично од технологијата, па кај што ќе има исти економски бенефиции, па малку нашите деца се пренасочат и кон други сфери, бидејќи
како што рековме, не сакаме да останат луѓе без работа. Знаете како, секоја индустријска револуција остава еден куп луѓе невработени. Со првата, втората, третата индустријска револуција луѓето остануваат де факто без работа. Првата индустријска револуција, нели текстилните работници па кршалеа разбој и така натаму. Меѓутоа во моментот која е ситуацијата, на пример, во земјоделието. Земјоделието се обавува од физички работници. Во моментот во Америка, Северна Америка, во USA, не може да најдете земјоделец кој работи на поле. Тој е веќе заменет со машини, со роботи, со self-driving trucks. Проблемот дали ќе направи некоја белја возејќи по нива, нема да загази никој, очигледно. Да. Ако се судрат два трактора, let it be. И веќе значи земјоделци во Америка нема. Како што сега нема земјоделци во Америка, прашање на време кога нема да има content creators. Industrial content creators. Не збориме за уметници. Уметноста се нема врска со industrial content creator. И може би тогаш ќе јас мислам дека одиме во насока да луѓето плаќаат многу скапо за оригинални креации, и ќе бидат оние малецки црвливи јаболчиња или малецки патиџанчиња, додека и оној кој има пари ќе си го приушти тоа. Оние другите ќе бидеме изложени на $1 за кило и по патиџан. Да, дефинитивно. Господин Туџарски, малку за крај да поразговараме за вашата фирма, за вашата компанија. Напоменавте дека сте со мал тим, но имате еден куп работа. Каква е иднината за вас? Што се следните проекти, на што работите? Да ни подобјасните. За мене за кардиолоз. Дека му мислат кардиолозите, значи. Па идејата е да развиваме софтвер кој процесира во real time EKG снимки добијани со wearable девајси. Конкретно нудиме еден девајс кој издржува една недела со едно полнење, и храбро можам да кажам дека таков девајс на интернет не може да најдете, преди тоа што изгубив 4 дена барајки и не најдев. Остави цело време сме го имали кај мене на работа во фиока и јас не сум го побарал на правото место. Го добив и го тестирав, и подобар девајс од него не може да најдете. Значи сега имаме девајс wearable кој ќе го залепите, се полни еднаш неделно и го залепувате, себе и го собравате. Јас со него, додека го тестирав со него, спиев со него, се туширав, правев све со него, literally speaking. Сега, сигналите од тој девајс преку мојот мобилен телефон одат на клауд, каде што работи софтвер кој ние го правиме и кој препознава автоматски животозагрижувачки ситуации, и без потреба некој кардиолог да го следи моето EKG. И кога софтверот ќе примети тако нешто, кај дотичниот кардиолог му се упатува персонализиран алерт. На тој пациент тако и тако му е состојбата, incoming heart attack и така натаму. И тој кардиолог знае што да прави. Ова е доста интересен проект, што е за доброто на луѓето пред се. Верувам, тоа е секако. Знаете како, поготово за жените. Да. Поготово за жените, и да објаснам зашто. Кај мажите која ќе се појави, која ќе, сега не знам точно зашто, има поквалификувани од мене да кажат зашто, меѓутоа кај мажите доколку почна инфаркт, во рок од 15 минути мажот е долу. Кај жените симптомите од која жената ќе ги почувствува, кај нив тоа многу попролонгирано оди, и жената од која уредот ќе ги види, можат, literally speaking, да влезат у кола и да извозат до првата кардиолошка установа кај што ќе побараат стручна помош. Кај нив тоа трае 2 сати. Зошто? Што имаат во тие нивни хромозоми, јас ги немам, не знам. Меѓутоа тоа е факт. Доктор да се праша, да. Тоа е факт.
Сега ние работиме за да значи, моментално продаваме лиценци за такви уреди и за такви пациенти. Оно што во моментот работиме и сакаме да го направиме е тој софтвер и таа функционалност да не зависи од интернет. Односно, ако сакам да отидам на попошав, ако сакам да се качам на Хималаите, таму нема интернет конекција, најверојатно, не знам. Меѓутоа да може софтверот да работи на уред со големина на привизок за клjuč. И на него да има само две сејалички, зелена и црвена, додека трепка зелена сејаличка или додека не трепка ништо, моето срце е во ред, чим ќе приметам некоја пиштење, зуење, црвена сејаличка, тогаш имам проблем и треба да поберам помош. Без конекција со интернет. Но доста навистина интересно и корисна алатка како што споменавме, така да ви посакувам многу среќа и успеси во креирањето и во продукцијата на ова се нови цел продукт. Само што малку и Не е проблем. Од короната направи многу, имаше многу жртви. Меѓутоа за дигитализација на светот, таа допринесе да направиме квантум лип од 10 до 15 години. И овозможи работење од дома. Оно што мене ми се допадна како опција е да work from home, work for everywhere, for anybody. Тоа е шанса да нашите квалитетни кадри не мора да се иселуваат од државата, да немаме brain drain, да можат квалитетно од работа да се извршуваат работите. Меѓутоа, out of context, ова е повеќе како желба. Ја имам син кој сега ќе запише финки, не сакам, сакам да го гледам како расте на магач. Не сакам да му биде прва идеја кој ќе заврши на авион за кај да. Сега, back to AI, останувајќи дома поради локдауните на короната, бев во искористив приликата да се запознам со првите зголемувања на тајдот, на тој сега веќе огромен разрушувачки бранш. Да. И да го следам како се развива од детали и технички. Еден scientific paper јас читав по 20 пати за да разберам што стварно стана збор. Или како работат трансформерите и што стои позади тој paper Attention is all you need. Јас потрошив неколку месеци од својот живот за да сватам што прави тоа. И тие месеци за време на короната 16 сати на ден фокусирано на тоа и мислам дека научив. И како резултат на тоа искочи на првиот language модел на македонски јазик, BERT, па и GPT-2, па претходно малку вежбав fine tuning на GPT-2 со поезија на Шекспир, па направив невронска мрежа која автоматизирано и истренирана со поезија на Шекспир, па способна да генерира поезија на Шекспир. Кажете колку гига сакате и ќе добиете. Па следен експеримент беше, ајде да видиме сега што Шекспир би кажал на тема корона, па направив еден хибрид од Шекспир и Scientific Papers за корона, па Шекспир почна да збори и на корона, и тоа беше признаено од господин Бенет Балок, експерт за таа област. Имав комуникација со него која ми го потврди тоа. Шекспир, фајнтюнирање на Шекспир ми беше, ако можам со Шекспир, кој а верувам и 99% од светска популација не го разбира. Да. Што кажува, тогаш ако успеам него да го имитирам доволно успешно, тогаш веројатно знам да го правам тоа успешно. И се свртев кон македонскиот јазик, па со помош на Игор Трајковски и 10 гигабајти текстови скрепани од него за потребите на неговиот портал, истренирав BERT на македонски, па следеше GPT-2 на македонски, па BERT и GPT-2 на сите балкански јазици, и бев првиот што ги истренира и ги објави, и мислам дека во Словенија и во Хрватска веќе се употребуваат. Па следеше fine tuning на GPT-2 на македонски со 22 килобајти на поезија од Блаже Коневски. И сега ако сакате колку, сега кажете колку мегабајти сакате поезија од Блаже Коневски, ќе добиете. Кажете и ќе имате.
Па, ако може Блажо Коневски, то Коч Раци Нато Шопов, па со српскиот GPT-2 Десанка Максимович и веќе заправ, викам, окей, тоа сега веќе знам како. И сега оно што ми се допаѓа во тоа што сега го правиме што сум во состојба да тоа ноу-хау го применувам во област која може да спасува живот. И моментално тоа ми е пасија и моментално енергијата за сето од таму црпам. Нешто што има реална потреба. Да. Не е само кажи нешто и како превес. Тоа е убавината на вештачката интелигенција и на ова, бидејќи нуди еден широк спектар на креативност и open mind луѓето имаат еден таков, можат буквално, како што кажавте вие, зашто, каква идеја да имаат, може да креира нешто ново, нешто потребно во општеството, така што навистина доста интересно, доста интересни проекти ни раскажавте, така што ви благодарам уште еднаш за денешното гостување во нашиот прв подкаст на Слободен печат. Се надевам дека на луѓево им објаснивме малку што е вештачката интелигенција, како се развива таа во Македонија, четботовите и се друго, така да ви благодарам уште еднаш, ви посакувам се најдобро за воиднина, а на нашите драги гледачи, драги слушатели, им благодарам за тоа што не слуша, за тоа што не гледа. Се надевам дека ќе останете со нас и во следните епизоди. Можете да следите и на YouTube, и на Spotify, и на Instagram, каде што ќе вадиме кратки рилови, кратки снимки од разговорот, од најдеталните делови од разговорот, така што ви благодарам уште еднаш за тоа што останавте со нас и се гледаме во наредната епизода. Ви благодариме што го проследивте ова издание на нашиот подкаст. Вашето мислење ни е најбитно, па затоа сакаме да знаеме кој би сакале вие да е наш следен гостин. Пишете ни на Instagram, пишете ни на Facebook, ние сме активни на сите социјални мрежи. Се гледаме следната среда во исто време, а до тогаш читате Слободен печат.